Од 2,5 до 3 години скратен стаж и изгубено досие тешко 3 килограми и куп нервози. Се соочува штипјанецот Трајче Митев, кој повеќе од 8 години ја бара правдата за себе. Вели дека проблемот го забележал уште во 2018 година, кога побарал потврда од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за својот работен стаж. Според него тогаш утврдил дека податоците не се совпаѓаат со стажот врз основа на кој е пензиониран. Митев тврди дека и покрај жалбите и одлуката на второстепената комисија во негова корист, случајот се уште останува неразрешен. Дополнително тврди дека неговото досие тешко дури 3 килограми, испратено од Штип во Скопје, било изгубено, а по дури 4 месеци повторно пронајдено. 2018 година барав потврда од пензиско и инвалидско осигурување Штип. Потврдата беше за колку стаж имам и во кои фирми сум работел. Тој стаж не се поклопуваше со стажот во кој сум влегол во пензија. Разликата у стажот е некаде 2,5 до 3 години. И побарав објаснување од ПИО, кој ме дадо упатење да се жала на второстепена комисија. Жалејќи се на второстепена комисија, добив одобрување дека јас сум во право. Потоа пак го вратија назад решението да ми се изготви од 2009 година. ПИО Штип не сака да изработи препораките на второстепената комисија. Ме упатува на третостепена комисија на управен суд. 2 пати го имам добиено предметот, а првостепената комисија во Штип изиграва не знам што, надвор од сите можни човечки правила. И право, не само човечки, него право, материјално право и ред други работи. И сега има последно добиено второстепена комисија. Првостепената комисија го праќа моето досие во Скопје, во ПИО, и од Штип во Скопје до Скопје, моето досие цело, кое е тешко 3 килограми, е загубено по патот од Штип за Скопје и е пронајдено после 4 месеци. По неколку месеци потрага Трајче вели дека му се јавиле од пензиско инвалидското осигурување на Македонија, дека неговото досие е пронајдено и дека повторно ќе се изготвува решение. Останува разочаран бидејќи, како што вели, ништо не се менува освен запирка и точка во текстот од неговото досие. И сега ми јави од ПИО Штип дека е најдено досието и дека треба да направат решение. И тоа решение ќе биде некаде четврто, пето решение кое е исто. Само го повторуваат, само запирка, точка, лево, десно и толку. Само да известам јавност, не само во Штип, во цела Република Македонија, дека работата на ПИО Скопје и ПИО Штип посебно се одвива некако како застарен закон, застарена работа. Таа застарена работа е како да работат за време социјализмот. Да го загубиш ти досието и да почне 4 месеца, до сега постапката решението требаше да биде завршено. Во врска со ситуацијата, Емнет телевизија побара став од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, каде оттаму вела дека дополнителниот работен стаж на Митев е веќе евидентиран и дека за тоа е донесено решение. Во пензискиот стаж, согласно членовите 117-130 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, до престанокот на работниот однос на 20 јануари 2006 година, му се засметани 17 години, 3 месеци и 27 денови. На 21 февруари 2018 година, Митев поднесува барање за определување на нов зголемен износ на пензијата поради промена во работниот стаж, односно во 2009 година дополнително му се платени придонеси за пензиско инвалидско осигурување во период од 12 декември 2003 година до 20 јануари 2006 година, во трајање од 2 години, 1 месец и 10 денови, за што се поднесени докази. По обработката на матичната евиденција на осигуреникот Митев во пензиски стаж согласно член 99-114 од Законот за пензиско инвалидско осигурување, до престанокот на работниот однос на 20 јануари 2006 година, му се засметуваат вкупно 19 години, 5 месеци и 7 денови. По ова е донесено решение на 26 октомври 2022 година, во кое се вклучени дополнителни години на стаж, кој бил предмет на барањето за обнова на постапката, велат од пензиско инвалидското осигурување на Македонија.
Според членовите 20, 33 и членовите 228 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување, оттаму посочуваат дека му се одредува износот на пензијата и нема грешка во пресметката, бидејќи се прави со системска апликација.